Малешнет вести. Катастрофална година за модрата слива на крајниот исток одржавава. Пласман за сливите има, но квалитет и род нема, па годинава овоштарите од Малешевијата и Пијанец повторно бројат штети предизвикани од врнежливата година. Оваа година е многу тешка за сливите, општо за целото земјоделие е тешка годината. Уште од пролетта беше доста врнежлива, сливите не се оплодија, значи има многу малку род во Малешевијата. Дождовите направија голема штета со тоа што тие напукуваат, со самото напукување тие само што паднат доле на земјата, тие се скапуваат. Во Малешевијата овоштарите набраа само 10% род во споредба со лани, додека во Пијанец до 30%. Очекувавме оваа година да има до 3000 тони, како што се насадија доста површини со слива во Малешевијата, меѓутоа оваа година ќе има едно 300 до 400 тона највеќе слива од сите производители во Малешевијата. И штетите се огромни, мислам, кај мене и релативно, и не е многу, меѓутоа има луѓе што имаат далеку поголеми насади. Ја, например, лани имаш 120 тона, оваа година 41-2-3 тона, значи 30%. Цената оди со квалитетот и се движи годинава од 8 денари до 12 денари за килограм. Има извоз за Русија, цената е доста добра, достигнува и до 20 денари прва класа, меѓутоа нашата слива не може да иде за извоз за Русија, бидејќи напука од овие дождови сега последните, напукана е целата и за 2-3 дена се расипува, превозот до Русија е подолг период, така да не може да иде за извоз прва класа, мора да ја даваме за мармелади за втора класа и за ракија трета класа. Во Малешевијата има околу 300 хектари под сливи, додека во Пијанец околу 700. Субвенционирањето за новите насади и на старите, како и поволните климатски услови за одгледување на модрите сливи, придонесе за големата експанзија во производството на ова овошна култура на крајниот исток, но овоштарите и лани со ниската цена од 8 денари за килограм, а ни оваа година со лошиот род и квалитет не можеа да се офајдат.